Железничката станица во Скопје нема повеќе да биде турбофолк хаб. Македонски железници најавуваат целосна реконструкција на едно од архитектонските обележја на главниот град, со која ќе се зачува основниот изглед кој што е направен по проектот на Кензо Танге, но со нови и модерни елементи и материјали. Ќе се врши замена на инсталацијата, водоводот, грејењето и ладењето. Ќе има забрана за рекламирање на какви било рекламни билборди. Се што меѓувремено е доградено од првичниот проект на железничката станица ќе биде отстрането. Низ годините наназад некои тоа можам да кажам го легализирале, некои склучиле некои договори кои што не се баш правно можам да кажам издржани. Секоја надградба, дали се ресторани, дали е било кој комерцијален објект кој што излага од првичниот проект ќе биде отстранет. Архитектонскиот факултет е вклучен во реконструкцијата. Оттаму најавуваат дека новата станица ќе биде не само транспортен центар, туку и отворен простор за социјален и културен живот. И очекуваме со сите интервенции кои што ќе ги предложиме и кои што секако во прв план ќе се однесуваат на реконструкција на оригиналната состојба, со сета почит кон големиот проектант, исто така ќе придонесат и со надградување на одредени содржини кои што овој објект ќе го направат еден вистински социјален хаб, еден културен центар, отворено плато за културниот и јавниот живот на скопјани. Паралелно со обновата на главната железничка, ќе се работи и на ремонт на пругата Зелениково-Велес, санација на свлечишта и обнова на мостот на Црна река. Во проектите ќе биде вклучен и градежниот факултет. Железничката мрежа, поточно железничкиот коридор 10, кој што не е исто така во некоја добра состојба. Наша задача со овој проект е да направиме целосна реконструкција и рехабилитација на елементите од железницата. Железничката станица е дел од комплексот наречен транспортен центар кој е завршен во 1981 година, чиј автор е големиот јапонски архитект Кензо Танге, кој е автор и на главниот проект за изградба на Скопје по земјотресот во 1963 година. Станицата која е на помалку од километар од центарот на градот има 10 колосеци поставени на масивен бетонски мост долг 2 километри.